И понатаму ќе бидеме политички различни, но кога станува збор за државата, мора заедно да ги решаваме проблемите, изјави лидерот на СДСМ Филипче, ден по средбата со премиерот Мицкоски. Објасни дека експертите од работните групи кои беа договорени вчера ќе им бидат на располагање на министерствата кои ги изработуваат законите од реформската агенда, а потоа очекува да се вклучи и граѓанскиот сектор преку дебата во собранието. Филипче повторно повика на лидерска во поширок состав, а на партиите од албанскиот блок им порача да не прават поделби по етничка основа, особено кога се работи за важни државни прашања. Премиерот беше прв кој што без никаква забелешка и единствен ја прифати таа средба. Апсолутно сметам дека требаме да продолжиме во следниот период во насока на организација на средба и лидерска средба на лидерите на сите големи политички партии, и ова е уште еден повик. Ние ќе идентификуваме експерти од тие области и ќе ги понудиме на министерствата во рамките на процесот на изработка на законите, и после тоа можеме да продолжиме и во делот на Националниот совет за евроинтеграција, за дополнителна дебата со експертски групи. И премиерот Мицкоски во телевизиско гостување по средбата со Филипче порача дека партиите треба да се обединат кога станува збор за македонските државни интереси, со очекување да се приклучат и другите партии за да се носат решенија со широк консензус. Јас ценев дека со една ваква средба ќе испратиме порака дека ние политичарите ја научивме лекцијата и дека конгреганите треба да рефлектираме порака на обединување, на единство, посебно околу клучните прашања, стожерните прашања, и низ поинаква оптика да ги гледаме работите кога станува збор за таков тип на прашања. А воедно, во услови на траур, во услови на специфична емотивна состојба на населението и така натаму, да испратиме порака дека политичарите не се оние кои што со ниски страсти на дневна основа комуницираат со политиканство, гледаат да спечелат некој политички поен, туку може да се покаже ширина. Синоќа по средбата Мицкоски Филипче реагира од Алијанса за албанците на села, а денеска и од опозицијската ДУИ, со обвинување дека кроеле моноетнички планови бидејќи немало присутни представници албанци. Како е можно лидерска средба за така наречен нов општествен договор да се одржи меѓу првопласираната и третопласираната партија на изборите? Дали новиот општествен договор е продолжение на коалицијата на олигархијата Мицкоски-Заев? Дали оваа иницијатива представува почеток на постохридско прекројување на уставниот модел на Македонија? Стои во соопштението од партијата на Ахмети.